Добар ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. На денешното мене имаме тартар од лосос и имаме сладки ленти кои се прават со брашно и со павлаката од Бимилк. Бидете со нас за тоа што веднаш почнуваме. Тартар од лосос. Едноставно риба која вистински се почитува. На нашиот пазар доаѓа од Малта или од Норвешка. И навистина, кога и да поминеме покрај рибарница, портокаловата боја на лососот секогаш го краси излогот и се разликува од сите други риби. Денеска ќе направиме едноставно предјадење со лосос. Веднаш почнуваме. Тартар од лосос и сладки крцкави ленти. Тартарот од лосос се нашироко познат, а многу сум среќен бидејќи во последно време го има и по нашите ресторани и можеме вистински да уживаме. Меѓутоа, убаво е да научиме како треба и вие дома да го направите за да си уживате бескрајно исто како во ресторан. Имам еден постар пријател, Миленко, кој целиот свој живот го живеел во Швајцарија, а неговата професија е готвач. Мој драг пријател кој несебично ги открива тајните околу готвењето, ми кажа еден многу интересен рецепт во кој главните состојки на прво место е киселата павлака, во овој случај од Бимилк, брашно, малце сол, малце шекер, малку ванила шекер и истиот овој рецепт може да се направи и со жолчки од јајце, ама и без жолчки од јајце. А за да не ја прими маснотијата, бидејќи се пржи во длабока маснотија, додаваме една лажичка ракија или една лажичка вински оцет. Така да, едноставно и многу лесно, брашното го ставаме во длабок сад. Шекерот во прав исто така. Додаваме малце сол, кој всушност е појачувач на вкусот. Додаваме ванила, една лажичка ракија, кисела павлака 100 грама и 2 жолчки. Сето ова внимателно го мешаме се до оној момент додека не добиеме убаво и меко тесто кое ќе го оформиме, ќе го ставиме во најлонска фолија и ќе го оставиме половина час во фрижидер. А потоа ќе го растегнеме на скробно брашно или на нишесте, ќе загрееме масло на 175 степени и ќе ги испржиме до оној момент додека не видиме дека имаат златна боја или бледо бакарна боја. Потоа ќе ги посипеме со прав шекер и вистински ќе уживаме во нивниот вкус. Тестото еве како треба да изгледа. На убава мека топка. Еве вака малце ќе ја сплеснете. Ќе расширите најлонска фолија. Вака и го ставаме веднаш во фрижидер. Тестото го ставив во фрижидер, а го извадив лососот. За тартар лососот секогаш треба да биде добро ладен, за да можеме да исецкаме од него убави коцки. Еве сега што ќе направиме. Ќе го исечеме на долги ленти. Ќе го свртиме на другата страна и со ножот многу внимателно ќе ги сецкаме коцките. Кога рибата би била на собна температура, не би можеле да ги исечкаме тие коцки, затоа што кога е на ниска температура, протеинот е стегнат и тогаш многу поедноставно и полесно можеме да го обработиме.
Многу често луѓето знаат да го обработат лососот со една многу интересна техника. 50% шекер, 50% сол. Убаво се меша, се поклопува од долната и од горната страна лососот и се остава најмалце 45 минути во фрижидер, а може и до 12 сати. Солта и шекерта си го прават тоа што треба да го направат и лососот станува како да е димен, тоест ја се згуснува неговата структура и многу е вкусен за јадење на тој начин. Исто така може да употребати пример сок од цвекло, па лососот од озгора да има убава темна боја на цвекло, па да се спои со неговата оригинална боја портокалова, нели, и да дојде навистина убаво кога ќе го сервираме. За да го направиме тартарот, сите продукти што ги користиме треба да бидат здрави, квалитетни и секако сигурни за конзумирање. Посебно да обрнеме внимание на рибата. Рибата секогаш мора да биде свежа, што е, например, различно кога правиме тартар од говецко филе, кое треба да биде 21 ден зреено или во фрижидери посебни за зреење, или со една техника која се вика wet age, се вакуумира само со зачин во вакуум кеса и се чува во фрижидер 40 дена најмалце. Лососот е спремен и исецкан. И, драги мои, откако го исецкав лососот, вака ќе го ставиме во длабока чинија и јас ќе го вратам во фрижидер на ладно, затоа што тоа е основното правило кога правиме татар бифтек. Сега, киселите краставички или корнишоните ќе ги исецкаме. Во француската кујна, начинот на вакво сецкање на ситни коцки се вика бруноас. Ќе ги сечеме прво на долги и широки ленти, потоа тие ленти ќе ги сецкаме на многу тенки ленти, жулиен. А од кога ќе ги сецкаме на тенки ленти, ќе ги сецкаме на ситни коцки, бруноас. Терминологијата во гастрономијата е јазикот на кој се говори во кујната, меѓутоа, тоа се техники на обработка на сите продукти и секој што работи во професионална кујна секако мора да го знае тој јазик, а и вие дома би било убаво да научите, нели, што е поширано јајце, што е арома, што е конкасе, што е бруноаз. Не знам дали приметивте, рибата ја обработував на друга даска. По правило треба да биде плава, затоа што секоја боја си означува зашто треба да ја користиме. Затоа ја тргнав на страна бидејќи рибата кај што ја обработував на даската, ништо друго не смееме да обработуваме. Ако немаме втора даска, ја миеме комплетно, ја сушиме, ставаме хартија или виледа под незе и продолжуваме да работиме многу едноставно и со цел кејф, нели? Корнишоните ги исецкав, ви кажав за даските што треба, како треба, и сега една многу важна информација за вас. Сите овие даски во различни бои можете да ги нарачате од нашата веб продавница 4сезони.mk. Само посетете ја, одберете што ви треба, јавете се или зачленете се, затоа што првите 100 ќе имаат и изненадување. Сега иде на ред кромидот. Или шалот, или ваков убав црвен кромид. Сите состојки што се дополнителни во лососот ќе ги исецкаме бруноас. Одлично. Овде имам капари, медитеранска грмушка која има кисело горчлив вкус. Многу почитувана во светот на гастрономијата. Ја имаме како мали зрнца, еве како изгледаат другите капари. Меѓутоа, јас повеќе ги сакам овие малите, затоа што имаат поинтензивен вкус за разлика од големите кои внатре имаат и мали семчиња, меѓутоа се многу убави за декорација. Вкусот е тој, како што кажав, кисело, горчлив и солен. Многу почитувани,
посебно во медитеранската кујна. Ајде сега и капарите ќе ги исецкам. Додаваме малце ворчестер. Додаваме и мала пикантност. Меѓутоа, немојте да претерате, затоа што не треба да биде многу луто. Треба таа пикантност да осетиме негде во позадина. Ајде малце масло. И сега една главна состојка. Сенф со зрна од цинап. Ке даде една таква интересна свежина, киселост и мала лутина, која ќе го надополни вкусот и ќе направи да биде превкусно. Добро измешајте. Морам и да пробам. Идеално. Идеално зачинето, биберот, мала пикантност се осеќа, а у вистински вкус. Вистински медитерански вкус. Сега ќе го поклопам со најлонска фолија, меѓутоа скроз до доле во садот за да не се суши во фрижидерот и ќе го оставам таму додека да средам масата и да земам чинија за да сервирам. Пријатели мои, еве го моментот кога ќе го сервираме и тартарот од лосос. Имаме два калапи. Нежно ставаме од лососот во калапот, така. Меѓутоа внимаваме да не ни мрда многу. Сервисот е исто толку интересен и прави кејф како и готвењето. Сега, ова нашата емисија овдека е за сите оние кои сакаат дома да готват и не секогаш прецизно и убаво сервираме, меѓутоа понекогаш така ми доаѓа кејф да направиме и ресторанска порција, која првенствено убаво ќе изгледа и буквално сите што ќе ја направат на тој начин, вистински ќе уживаат. Не само во вкусот, него во изгледот. Велат дека прво јадеме со очите. Ете го, тартарот е скоро готов. Сега внимателно ќе ја извадам едната модла, а потоа и другата. Отлично. Микрогринс, многу актуелни во последниве неколку години кај нас, посебно во нашите ресторани за сервис на храната. Меѓутоа, уште поинтересно е што и нутриционистите почнаа да ги користат за тоа што велат фиданката е најздрава. Сега, ќе додадеме масло само во средината. Ставиме по неколку ливчиња од младите билки, капарите и еден совет. Направете чијабата или купете. Исечете парчиња од чијабатата околу сантим и пол до 2. Ставете путер на средна температура да се растопи и парчињата од чијабата ставете ги во путерот убаво да се потпечат, да добијат златна кора. Во комбинација со овој тартар од лосос ќе бидат идеални.
Тартарот од лосос испадна баш онака како што сакав да го направам, а и вкусот го погодивме. Тоа е ладно пред јадење или мала закуска, меѓутоа мене денеска ми дојде како главен оброк. Ја подпеков чијабатата, како што ви кажав, на путер, сладко си се наручкав и велат нека ми е на здравие и мене, а и на вас кога ќе го направите. Сега, доаѓа шлагот на тортата. Оној многу едноставен десерт кој го направив денеска, каде што главен виновник е нашата битолска Павлака, го остави во фрижидер, малце стегна, 30 на минути и сега имаме нишесте или скробно брашно. Ќе земам скроб и ќе ставам насекаде на масата. Во еден тенок слој. Ете така. Тестото ќе го растегнам, меѓутоа ќе ставам и од дозгора. Со помош на скробот, тестото ќе го развлечеме и кога ќе го развлечеме, ќе биде нежно како свила. Верувајте сега и ќе видите. Прво, со рацете убаво ќе го стиснете тестото да обликувате круг. Потоа, со сукало, многу нежно, ќе пробате да го растегнете. Одлично. Еве го тестото како изгледа. Супер. Додавајте постојано од скробното брашно и не дозволувајте тестото да се залепи на работната површина. Вака разнесете го насекаде и повторно свртете го од долната страна и со сукалото полека растегнете го во кора која ќе биде 2 до 3 милиметри најмногу дебела. Додека го тегнете тестото, не заборавајте садот во кој ќе го пржите, да го ставите на оган, да се загрее малку повеќе од средна температура. Не смее да биде многу висока температурата на маслото, затоа што ќе ги изгориме и нема ништо да направиме. Погледнете како се тегне, како свила. Тоа е тоа. Сега, или со алатка, со едно тркалце вака кое е резбасто, можете да ги сечете, или ја многу сакам да користам и професионални алати. Еве дебелината што ми е потребна и сега многу едноставно. Ајде сега ќе го искористам. Ќе искористам другата алатка да ги оформам. Ова тесто што го отстранувате, никако немој да го фрлите. Повторно ќе го измесите и истата процедура. Тесто, масло, шеќер и малку магија. Стапчињата од тесто се пржат до златна крцкавост, па се посипуваат со прав шеќер и цимет. Сон што мириса на неделни утра, но со модерен зачин. Кисела павлака со цимет за неочекувана свежина. Температурата да видиме одлично. Токму таква температура ми требаше, значи малку повеќе од среден оган. Имајте трпение и уживајте, затоа што веќе почна да мириса тестото на нешто убаво и привлечно. Додека тие се пржат, ставаме неколку лажици прав шеќер. Морам да ги свртам, затоа што, како што кажав, не смеат да изгорат. Ов, колку убава боја добија, браво. Супер. Додаваме малце мускатово оревче, малце цимет и сето тоа убаво ќе го измешаме. Одлично. Готови се и сладките
ленти. Еве, драги мои, како треба да изгледа. Не само што киселата павлака од Бимилк е главниот продукт во овој убав и крцкав чипс, сладок или сладки ленти, павлаката е и она кое навистина ќе не воодушеви додека уживаме во вкусот на овие сладки и долги ленти. Што ќе направиме? Како што кажав, овдека измешав прав шекер, цимет и малце морско оревче. И сега тоа ќе биде она основа со која ќе ја нанесам врз десертот. Меѓутоа, за уживањето да биде навистина многу големо, од прав шекерот со цимет и со морско оревче ќе додадам во киселата павлака. И ќе ја направиме да биде сладко-кисела павлака за чинета со цимет и морско оревче, едни од моите омилени зачини, затоа што навистина десертот или продуктите што ги готвиме и ги користиме, и кога ги користиме, од тоа што сакам да пробам, ми избегаа зборовите. Ама тука сме, нема кај да одиме. И сега доаѓа моментот на вистината, драги мои. Како крцка, видете. О, колко е вкусно. Само да не ми се скрши, пошто се доста крцкави. Сакам уште. Превкусно. Ова е друштвен десерт. Немој да бидете себични и да го јадете сами, затоа што нема да ви биде убаво. Убаво е кога ќе слушате сите како кажуваат, дека едноставно, лесно и вкусно. Превкусно. Превкусно. Чао, доста беше за денеска. Морам да ги соберам од екипата и вистински да уживаме во денешниот десерт. Софистициран тартар и крцкав десерт што мирисе на дом. Два света на иста маса. Тоа е убавината на готвењето. Неограничени комбинации, неискажани моменти на уживање. До следното гастрономско патување, гответе, споделувајте и вкусете го животот. Не заборавајте дека најважното нешто кога работиме со риба, а посебно кога правиме тартар, рибата мора да биде чувана на температура од 2 до 4 степени. Мора да биде ладна и за убаво да ја сецкаме како што видовте. Јас сум Дејан Христовски, водител и готвач во ова шоу, а вие посетете ги нашите канали на социјалните мрежи и на YouTube и секако не заборавајте да ја посетите нашата веб продавница, каде што има се што ви е потребно да бидете успешни во сето она што ќе го зготвите за вашите најдраги. Ви благодарам и се гледаме утре.